Македонија денеска одбележува 30 години од својата независност. За тоа како се одвиваше референдумот на 8 септември 1991 година. Што се случуваше во тие први години на самостојност? Како функционираше државата тогаш? Како кореспондираа помеѓу себе граѓаните, партиите? Поразговаравме со првиот градоначалник на Прилеп, Илија Димовски, познат како Шаторо, кој што ни раскажа за тоа со која жар тогаш се градеше Македонија, но и за тоа на кое дередже дојдовме денес и зошто сме таму каде што се наоѓаме. 8 септември 1991 година граѓаните на општина Прилеп го чекаја како јајце на Великден и го дочекаја. Дента јас како председател бев овластен да ги следам изборните места. Значи целиот народ беше расположен, насмен, долго време го очекуваше овај ден, во најновите костуми и мажи и жени, ватени за рака и одеа на гласачките кутии. 95% во Република Македонија беа за одделување од Југославија и формирање на самостојна суверена држава Македонија. Пред собранието на општина Прилеп, тоа е старата општинска зграда, имаше околу 5000 луѓе кои ги очекуваа резултатите од референдумот. Резултатите беа соопштени негде кај пред 20 часот од телевизија Скопје и тогаш народот беше воодушевен, воскитен, имаше тапани, имаше играјна пред собранието на општина Прилеп. Како прв човек на Прилеп во тоа време на самиот ден на референдумот, ако се сеќавам добро од вашите кажувања, дури спречивте еден инцидент кога во една еуфорија народот тргна кон касарната каде што се уште беа војниците на тогашната ЈНА. И негде околу 20-30 часот тогашниот секретар Иван Гагачо иди ми вели председателе групава оди кон касарната. Како кон касарната му велам че направи инцидент. Земам кола и тогаш како што беше улицата од коцка валовита, терав многу брзо, излегов пред колоната и пред касармите, пред мовчето ја свртив надолу по течението на реката Дамничка и така не дозволив да групата појди пред касарните и створи инцидент. Шаторо вели, ние во времето градевме држава, а сега за жал таа некако како да се растура. Наместо државниот интерес, политичарите сега си го гледале пред се само својот интерес. 90-тите години, 94-та година имаше честност и поштовање меѓу луѓето. Сега нема честност, нема поштовање. Тогаш немаше тендери, ние правивме држава, не смеивме да помислиме едно стопаре да клајме в джеп. Јас дури да кажам, дури и за Скопје, ко одев, гледав да не одам сам ко бек со колата, туку да однесам таму некој од собрание на општина Прилеп, ако има некоја работа, да ја сврши работата, или ако нема од собрание да иди со мене, некој од градот кој што имаше потреба, го носев со мене само да заштедам во бензино. А сега кога ќе погледнеме колку пари земаат пратениците за патни трошоци? Сега е страшна работа, значи нагласувам, мојата генерација правише држава. Одборниците во Прилеп бевне на број 33. Од 33 тројца земаја надокнада што беа од селава само за карта ако донеса од воз или од автобус. Шанса немаше некој да земи пари. Никој ништо не земаше. Даваја, не земаја и викаја ура, да ја направиме држава. Димовски вели дека повеќе демократија имало тогаш, отколку сега. Како надвор од партиите, така и внатре во самите партии. Мене ми се чини дека 90-тите години имаше поголема демократија него сега. 90-тите години направивме телевизија независна во Прилеп и таа независна телевизија Прилеп сите седници од собранието ги пренесуваше во живо. Значи до танчина народот знаеше што се случува во собранието на општина Прилеп.
А сега може да погледнете за тоа како изгледаше една седница на Советот на општина Прилеп во тие 90-ти години, во која учесник е токму Илија Димовски Шаторо, во конфронтација со сега покојниот Александар Илиевски Паторо, инаку и двајцата од истата партија. Хуморот и мајтапот од секогаш биле препознатлив белег за Прилеп. Друго, како најстрмно, смејте се, ова е за смејне. Ќе ти кажам, и ти си власица многу, за на театаро само да ти да пари овде. Кој ќе станеш на говоруницава, ко крабдалица мајка да ти била. Цацара пацара. Многу си и ти чесен, комуниста. Многу чесен. Ако... Лапав, јас, Лапав, ти кажа, него лакеот твој оданте, се јави, заштитли го. Имам диме, ама ти имаш кујча колку е на основно школо со брат ти онде цистерна на навртена, вие секој штечи долго од навката. Бев окривен за пожарите, дека не викна вонредна седница, дека не знам нешто направи. Што се однесува до водава за студенчица, сакаш да кажеш. За студенчица. За студенчица, за водава, мислам дека крајно сум активен, идејне и ноќе работам. Пора да си имаме сите. Тоа беше. Да се прекини еднаш. Па умревме заедно од ли. И што е најважно и ова да кажам дека партиве квалитетните луѓе ги турка настрана, ги турка и да луѓе што се партиски обоени, што партијата ја слуша, тие не може за нив да си створа нешто, а не да створа за цела Македонија или за поедина општина. Сакате да кажете сега луѓето кои што се во партиите не сакаат да им противречат на раководството? Сигурно не сака да му рече, како што ќе речи председател на партијата, така било во СДС, било во ВМРО или не знам во која било партија. А во ваше време имавте храброст и смелост да му речите не, например на лидерот на партијата? Ние имавме храброст, му велевне не и многу работи се прифаќа и затоа одеше работата. Значи, затоа велам тогаш имаше поголема демократија него сега. Шаторо се подсетува и на тоа дека во Прилеп се испечатиле првите пари во самостојна Македонија. Одам таму беа напечатени пари, првите пари се стар тер. И во тој момент директорот на печатницата Сашо Зафировски ми дава 10 апоени, а утрото имаше некоја прослава во Скопје за ВМРО и почнав да ги делам парите, му дадов една банкнота, се сеќавам добро, на Лупчо, една на Доста, една на Клусев, една на Доста Димовска и на Милан Талевски како градоначалник на Скопје и ми остана уште една пара. За таа пара трчаја луѓе да ме бора и да ми дава по 100 марки да му ја дам. Ја му велам ова пара утре ќе ја добија председателот на државата господино Киро Глигоров. Вели дека соработката помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, како главни политички играчи во тоа време, била далеку поголема отколку сега, иако нормално секоја партија си имала своји цели и своја идеологија. Можам да кажам, а и луѓе можат ова да го потврда што ќе го кажам, одам кај Киро Глигоров ни најавен ни ништо, поготово за водава студенчица и со мене носам уште 5-6 луѓе стручни за водоснабдувањето за да му кажува. Влегувам натре и секретарката ми вели дали имаш закажано со председателот. Ја му велам кажи му дека Шаторо е од Прилеп дојден. И тој вели ајде делегацијата од Прилеп со Шаторо да влегува, не пречека, не ислуша. И се нешто добивне, нешто не добивне, не можеш се да добиеш. Истото се случуваше и кај премиерот Бранко Црвенковски. Значи, иди Илија Димовски Шаторо, ни најавен, ни ништо. Илија да влезе и влегував. И мора да се соработува така, ако сакаш да живееш и да обстанеш. Ова е неговата главна порака до граѓаните за 30 години
независност на Македонија. Да бида единствени, да си ја сака Република Македонија, да за националните прашања треба да бидеме единствени. Тука има црвена линија и нема никакво попуштање и никакво отстапување.